За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење празнична погача, како главно јадење јагнешко во сос од нане, за десерт париска торта. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Од таму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите празнична погача. Во тенџерето со млекото го додаваме квасецот. Мешаме со лажица. Го додаваме шеќерот. Мешаме со лажицата додека квасецот и шеќерот не се растопат. Брашното во длабокиот сад го посолуваме. Го додаваме млекото со квасецот. Додаваме и 2 лажици масло за јадење. Промешуваме. Потоа го додаваме киселото млеко. Мешаме со лажицата. Тестото го месиме со рака. Продолжуваме со раце да го месиме тестото на работната маса. Од тестото формираме топка. Ја ставаме во длабокиот сад. Го покриваме садот со кујска крпа. Оставаме тестото да стасува 30 минути. Во длабока чинија го ставаме маргаринот на собна температура. Го мешаме со лажица. Стасаното тесто со раце го размесуваме на работната маса. Го разлекуваме во догнавеста форма. Потоа го сечеме на половина. Двете половини од тестото ги сечеме на по 5 еднакви дела. Првото парче тесто со рака го расплескуваме на работната маса. Потоа со сукалка разлекуваме кора од 20 на сантиметри. Со лажица премачкуваме со маргарин. На истиот начин подготвуваме уште 7 кори. Ги редиме една врз друга. Врз 8 ставаме една кора непремачкана со маргарин.
Потоа со сукалка разлекуваме кора со големина на тава за печење број 28. Кората ја ставаме во тркалезната тава за печење. Со нож од средината засекуваме кората на 8 трианголни парчиња, но до 2 см од крајот на тавата. Секое парче од средината го преклопуваме кон крајот на тавата. Од 10-тото парче тесто формираме топка. Ја ставаме на средината на тавата. Со лажицата ја премачкуваме погачата со преостанатиот маргарин. Потоа ја покриваме тавата со куинска крпа. Оставаме погачата да стасува 30 на минути. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Празничната погача ја ставаме на чинија за сервирање. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 на минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од посоленото брашно, млекото со растопениот квасет, шеќерот, маслото и киселото млеко замесете тесто, стасајте го, исечете го на 10 делови, разлечете 9 кори, премачкајте ги со маргарин, наредете ги една врз друга, разлечете голема кора, ставете ја во тава, засечете ја на 8 триаголници, од средината преклопете ги кон крајот на тавата. Од 10-тото парче тесто формирете топка, ставете го во средината на тавата, премачкајте ја погачата со маргарин, стасајте ја, испечете и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јагнешково сос од нане. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Грчињата рузмарин ги кинеме на парчиња. Ситно ги сечкаме. Во садоци сечканиот рузмарин ги додаваме лукот и сенфот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме една лажица мешан зачин и маслиновото масло. Мешаме со лажица. Со маринадата го премачкуваме јагнешкиот бут од сите страни. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Ситно го сечкаме и нането. Во грил тава на оган со загреано маслиново масло го пржиме јагнешкиот бут. Откако ќе порумени од едната страна, бутот го превртуваме. Во тенџере на оган налеваме 80 мл бело вино. Додаваме една лажица мешан зачин. Поруменетиот јагнешки бут го ставаме во тава за печење. Го преливаме со преостанатата мрснотија од грил тавата. Потоа го преливаме бутот со мешавината од вино со мешан зачин. Ја затвораме тавата со алуминиумска фолија. Оставаме месото да отстои 1 час. Во тенџере на оган со завриена вода ја ставаме коцката да се вари супа. Во тава на оган со загреано маслиново масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромитот ќе омекне, во тавата ги додаваме шеќерот, преостанатите 80 мл бело вино, јаволковиот оцет и една лажица мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата ја налеваме супата. Содржината од тавата низ цедалка ја истураме во тенџерето каде се вареше супата. Од содржината од тенџерето налеваме во тавата за печење. Повторно ја затвораме тавата со фолија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 250 степени. Во тенџерето на оган го додаваме и сечканото нане.
Вариме додека сосот ја добие потребната густина. Го ставаме јагнешкиот бут на чинија за сервирање. Од едната страна на чинијата ги сервираме четвртинките претходно испечен компир со лушпа. Украсуваме со гранче рузмарин, 2 до 3 гранчиња нане и една ротквичка засечена во форма на цвет. Со лажица јагнешкиот бут го преливаме со сосот од нане. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 100 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од исечканиот рузмарин и лук, сенф, маслиново масло и зачини измешајте маринада. Премачкајте го јагнешкиот бут, испржете го и ставете го во тава за печење. Прелите го со вино со зачини и оставете да отстои 1 час. Кромидот испржете го, додадете шеќер, јаболков оцет, вино, зачини и супа од коцки. Процедете, од течноста додадете во тавата и испечете. Сервирете, украсете и прелите со сос од преостанатата процедена течност и исечканото нане. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите париска торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на паре. Во сад за матење ги ставаме путерот и половина од шеќерот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките ги додаваме во садот за матење. Потоа ги матиме со миксер со стојките во садот за матење додека путерот стане пенест. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. На ситната страна од рендето во садот за матење ја рендаме кората од портокал. Потоа во садот за матење ги додаваме циметот, прашокот за печиво, млекото, густинот и брашното. Ја додаваме изладената растопена чоколада. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Со миксер ги матиме и белките. Во изматените белки го додаваме преостанатиот шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Изматените белки ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го нанесуваме во тркалезен калап за печење обложен со хартија. Потоа го ставаме калапот во редна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на пареа. Во садот го додаваме путерот. Мешаме со лажица. Откако путерот и чоколадата ќе се растопат, го тргаме садот од оган. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Во садот за матење ја додаваме изладената чоколада со путер. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од калапот и отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. Првата кора пандишпан ја ставаме на чинија за торта. Ја премачкуваме со фил. Портокалот го лупиме. Кришките портокал ги редиме врз филот. Врз кришките портокал ја ставаме втората кора пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил.
На страничниот дел од тортата нарисуваме чоколадни трошки. Чоколадни трошки нарисуваме и по крајот на горната површина. Портокалот го сечкаме на тенки полукругови. Полукругови портокал во круг редиме пред чоколадните трошки. Со еден круг портокал на средината на тортата ја завршуваме декорацијата на париската торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Путерот изматете го со жолчките и шеќерот. Додадете ремдана кора од портокал, цимет, прашок за печиво, млеко, густин, брашно, растопена чоколада и изматени белки. Испечете пандишпан. Сладката павлака изматете во фило, додадете растопената и изладена чоколада со путер. Пандишпанот исечете го на два дела. Првата кора премачкајте со фил, наредете кришки портокал, ставете втората кора, филувајте тортата и декорирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, миристи зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре.